Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 641 издание. А доколку некогаш сте слушале епизода од Дансе Макабре посветена на актуелни хорор филмови, тогаш запознаени сте со изборот на хорор на годината, кој традиционално го одржувам на последниот календарски термин на емисијата овие 17 години наназад, а до тогаш во текот на годината ја составувам листата на 50 најквалитетни филмови, на која секој месец по неколку се квалификуваат со своите особености, со кои придонесуваат во збогатувањето на жанрот кој сите сакаме да не плаши. Затоа си земам за право периодично да правам повремени опипања на пулсот на жанрот, ако повеќе милувате, односно да бидеме во текст со светските жанровски поместувања, па затоа на неколку месеци посветувам епизоди за рекапитулирање на погледнатото, додека е свежо крварењето на филмовите, на тие што содржат квалитети се неуништиви пред се од завод на времето. А денес ќе се обидам да ви обрнам внимание на вредните за напоменување остварувања од почетокот на годината, односно десетина филмови кои се појавија во јануари, февруари и првата половина на март, кои ќе бидат релевантни кога ќе се каже дека се лицето на 2026 година на хорор жанрот. Ќе ви говорам за 2 ремейка, едно продолжение и 7 оригинални дела кои го збогатуваат жанрот со уникатната визија и способноста за хибридизација. Добре дојдовте на патешествието низ стравот и трепетот, започнува првиот танц со смртта за оваа година. А на почетокот на емисијата имавме можност да изслушнеме Lamb of God со 3 композиции кои се наоѓаат на нивното последно студиско издание Into Oblivion. Ја слушнавме насловната композиција, потоа Parasocial Christ и прекрасната Sepsis, така што ова е едно од позначајните метал изданија за годината, а потоа ќе имаме можност да слушнеме и 3 композиции кои се наоѓаат на албумот The Great Satan, односно новото албумско остварување на миленикот на емисијата Rob Zombie, така што продолжение ќе слушнеме Tarantula, I'm a Rock'n'Roller и Black Scorpion. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечером имаме закажано полноќен танц со смртта по 641 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Март е месец кој има неколку макабристички значења кои го врзуваат за хорор жанрот. Се разбира, најпрепознатлив е називот Woman in Horror Month, односно посветен на сценаристките, режисерките и актерките, кои го моделираат изгледот на жанрот низ децениите наназад. По тој повод овој петок ќе се појави и документарниот филм 1000 Women in Horror на стримерот Shudder. Потоа ова е месецот во кој се чествуваат фолк хорор и криптидс, што значи рурален фолклорен хорор и монструми како Bigfoot и New Jersey Devil, и секако за овие кои нема пропаднато Римската империја, The Ides of March е од значење, односно убивањето на Цезар, што за хорор фановите го интересира мотивот на предавството и бодежот пред се. Така што сме во преодна фаза меѓу зимата и пролета и тука се живо и диво може да излезе од природата. Пред да ви говорам за избраните 10 филмови на кои ќе им обрнеме внимание оваа епизода, пред да танцуваме со смртта, ќе напоменам неколку филмови кои можеби не се толку привлечни за сечие око, но ќе привлечат нечи интерес токму со својот уникатен пристап кој го поседуваат. Во јануарската понуда секогаш се обидувам да исчистам тоа што станало недогледано од минатата година, па и самите студија го прават истото, изфрлајќи го тоа што не го има најдено своето место во текот на годината, па овој месец за некое чудо добивме доста анималистички хорор филмови, кој по невпечатлив за убици китови, ајкули и мечки,
Така што, јас па конечно одвои време за боди трилерот со Елизабет Мос и Кейт Хадсон Шел и нивната очајна борба за враќање на славните години на нивните ликови со помош на козметичката клетва, кој можеше да не е толку инцидентно комичен и покаже заби, да се распаднат повеќе телата и да дојде до рангот на еден графтет, на пример, ама ништо од тоа за жал. За љубителите на фан футич хорор филмовите се појави хештег Missing Couple, во кој, како што наговестува самиот наслов, исчезнатиот пар се инфлуенсери кои можеше да го фати моментот на популарноста за реновирање на домови на социјалните мрежи, ама не се издвои со својата реализација. Додека пак благото разочарување во јануари го доживеав и од долго очекуваниот филм на Брайан Фулер, човекот кој стоеше за одличната ТВ серија Ханибал, и во своите редови го има и тука Мац Микелсен, меѓутоа се има загубено во обидот да сними модерна крими бајка со натегнати надприродни визуелни ефекти во потфрлувањето од Даст Бани. Во февруари тргна годината, условно кажано, што би се рекло, односно започнаа филмовите и стримерите како Shudder и Screambox да објавуваат кои ги набавија од филмските фестивали, така што се достигна саканиот диверзитет на идеи со кои што плени хорор жанрот. Секако во прашање се мали филмови кои не би завршиле на репертоарот во големите киносали. Нема да трошам зборови за сенилниот зомби хорор We Bury the Dead или пак мизерниот грабеж на сцени од Evil Dead серијалот во Bloodborne, мислам омаж што јас го сведувам на бескрупулозен грабеж за кој се лежи затвор, бидејќи корењата, крвавата светилка и левитирачката камера се одлики на Evil Dead, специфични за филмот, кои само ако се украдат и не се понуди ништо друго освен плејада еднодимензионални ликови на клада, нема зашто понатаму да коментираме за ова пропадната инвестиција за која да не ве лажат дека ќе бил култен во иднина. За љубопитните на мрачни драми со атипични CGI ќе го препорачам спородвижачкиот Went Up the Hill, за бдењето на мртвата сакана кој се претвора во расчистување на сметки во туѓо име и тело. Јас не бев толку задоволен и со вампирскиот Night Patrol, во кој полицискиот одред беше повампирен и пред се супериорен, за разлика од жителите на гетото кои нема никакви шанси на спротиставување. За фан футич љубителите се појави The Fairfield County 4 со еден задоснет прогон од страна на врколак на младите кои си го бараа да одат во неговата наија и си го најдоа при тоа. И во март се појави Final Destination за дувачите во смртоносното свирче Whistle, кој има доста крвави сцени и потрошени ликови. Не ми се верува дека ќе кажам и добар збор за The Strangers Chapter 3, ужасниот ребут на франшизата кој никогаш не требаше да се одобри. По две тенки сценарија и заборавливи дела, се сними гледливо продолжение во кое ги соочи преживеаните со семејните убици Рени Харлен, со неколку пристојно изведени убиства, се разбера далеку под квалитетите на оригиналниот или прекрасното продолжение Prey at Night. За разлика од него, забавна беше лакрадијата Cold Storage, во кој инфицирани се криеа во тајните лаборатории што ќе изискува Лиам Нисон да дојде и да се справи со нив, иако не е баш во некоја форма да се бори со вонземјаните. Љубителите на слешери добија едно децениско задоснување на продолжението на култниот филм на Дик Мас Амстердам 2, во кој се следеше во точка крими истрагата за убиецот на каналите во Амстердам, вклучувајќи го и оригиналниот детектив во Равенката и подмладокот, се разбира, со кого треба да имаат конфликт на пристапи за решавање на убиството. И секако нема месец без found footage, овој пат уште една добра идеја беше искористување на снимките од камерите на телата во полицијите во бодикем, кои ќе убијат запоседнати ликови и демоните кои ги раководат, ќе бараат компензација од нивните најблиски, но премногу гличови и генерички решенија ме спречија да го бројам во топ 10 филмовите, затоа што сте погледнале повпечатливи решенија и во Reds, и во VHS, и во Grave Encounters, As Above, So Below и во Blair Witch.
За шупливите Return to Silent Hill и This is not a test нема да има простор во емисијата. Жал ми е, ама повеќе среќа нареден пат. А штом го напоменеме одличниот The Strangers Pray at Night, тогаш мора да се подсетиме дека во нашите киносали играше и новиот филм на неговиот режисер Јоханес Робертс, Primate, кој неговите афинитети за распарчување на човечки тела после ненадминливиот 47 Meters Down ги префрли на други анималистички хорор филмови, каде убиецот не е ајкула, туку мајмун, кој има празноглави ликови за отворање на нивните черепи, ако се доближат до вода, се разбира. А од инди сцената, бранување предизвика и Honey Bunch, не само со мистеријата за лечењето на пациентките во институцијата, туку и со визуелната естетика, пред се со употребата на ретрозумовите 80-тите и пастелната параноја, која што ја содржаше овој научно-фантастичен хорор филм. А тука ќе направиме една кратка музичка пауза и во текот на емисијата, како и во сите други емисии за преглед на значајните хорор филмови од годината, си земам право да слушаме музика која што е актуелна, односно создадена од изминатите месеци од бендовите кои активно творат. Едни од нив се и синтвев гигантите Carpenter Brut, од кои ќе слушнеме композицијата Leather Temple, која го носи и истоимениот нивен нов моќен албум. Потоа ја слушаме Lost Society со композицијата Blood Diamond од Hell is a State of Mind, еден бенд кој што драстично го промени нивниот музички пристап, посебно за потребата на овој албум. Потоа ги слушаме Matador, односно композицијата The House Always Wins, со која се наоѓа на албумот Above, Below and Soul, и ќе завршиме со Varials, односно со композицијата No Lie Untouched од нивното ново студиско остварување Where the Light Lives. Така што слушаме актуелна музика од алтернативни, ајде да ги наречеме бендови, односно бендови кои на еден или друг начин промовираат модерната метал сцена. Така што уживајте во нив и потоа се враќам во етер да ви говорам за 10 хорор филмови кои ги одбележаа првите 3 месеци за 2026 година. Во овие 3 месеци изгледав околу 37 хорор филмови и сега за сега ги намалив критериумите за да можам барем 8 да ги бројам во листата од 50 хорор филмови, што ако има поквалитетна понуда во текот на годината, дел од нив се разбира дека ќе бидат истиснати надвор од оваа листа. И првиот филм за вечерва е Chain Reactions, во режија на Александрео Филипе, односно швајцарски филмски есеист и документарист, кој зад себе ги има Dock of the Dead, 7852, Memory, The Origins of Alien, Leap of Faith, William Friedkin on Exorcist, Lynch Oz, There is no Cure и Kim Novak's Vertigo. Филипе ја продолжи традицијата на филмски есеи за култни хорор остварувања. Овој пат вклучи комплетно различни говорители кои дури од различни страни на светот дознаваат за феноменологијата на бизарното откритие на бисерот на Тоби Хупер, Texas Chainsaw Massacre. Меѓутоа, ниту еден од нив не може да ја скрие фасцинацијата со ремек-делото на Хупер, која ги плени од нивната прва средба со филмот, која се разбира дека врежала неизбришлива трага пред се во нивното сеќавање до денешното поимање на класикот од 1974 година и неговото револуционерно значење кое го има за хорор жанрот. Затоа и поканети се Петон Освалд, Такаши Мике, Александра Хелер Николас, Стивен Кинг и Карин Кусама да говорат за влијанието кој го има оставено филмот врз нивните сопствени дела и како ги има обликувано пред се како автори. Се наклонува повеќе на личните импресии отколку на аналитичкото проследување и причинителите кои го прават да биде незаборавно дело. Можеби треба да се извлече некаква си подлабока смислена димензија од него и да се направи некоја си нова теорија или паралела со денешницата, но на кое друго место ќе и начекате Мике и Кинг да говорат, например, за филмот. Нивните книги и филмови немаше да изгледаат така, доколку не биле под импресии на Хуперовото наденување на кука. Едно љубовно писмо за хорор жанрот, кое секој жанровски љубител мора да го погледне. Вториот филм за вечерва е Silent Night, Deadly Night во режија на Майк П. Нелсон. Тој е авторот на The Domestics, ремейк од Wrong Turn,
има негов сегмент во VHS 85, го оживеа Джейсон во краткиот Sweet Revenge и ќе работи на Бојуна, односно Legend of the Amazon, кој треба да биде некако си авантуристичко реоживување на овие одмазнички. Се препушти на ремейкувањето на култниот слешер со Дедо Мраз, кој бил поим за контроверза во 80-тите, кога го шокирал аудиториумот со концептот на Дедо Мраз со секира, но за потребите на ремейкот детето ќе посведочи на убиството на неговите родители, се облекува како Дедо Мраз и се наоружува за да убива. Талкачот си наоѓа град во кој ќе може да си направи крвав адвент календар, условно кажано, во кој секој ден до Божич ќе убие нова непослушна жртва, така што гледаме низ очите на антагонистот, кој кога веќе нема да има каде да бега, ќе почне и да извршува масовни убиства на забавата и на брзински го пополни календарот. Така што доста крвав слешер, какви што треба повеќе да се снимаат, иако во декември играше во кино, Screambox дури јануари ни го доставија на нивната платформа, така што не беше задоцнето крвопролевањето. Една од повпечатливите реимагинации која ќе се додаде пред се на листата на гнасни божични хорор филмови. Нелсон, убеден сум дека нема снимено толку квалитетен филм во кариерата и дискутабилно е дали пак ќе сними. Третиот филм за вечерва е Dead Stalker, Стивен Костенски, мајсторот на специјални ефекти од Канада, дел од Астрон 6 друштвото, кој ги има режирано Father's Day, Менборг, The Void, Leprechaun Returns, Psycho Gorman, Franco Frico, VHS 94, ABCs of Death, двојката имаат негови кратки сегменти. Тој е поклоник на визуелната естетика на 80-тите, кому секој филм му е засебна треш винјета, се обидува скоро секој негов филм на еден или на друг начин да го инкорпорира во емисијата, ако содржи квалитет и се разбира, а со практични ефекти, кукли и маски. Нормално е дека ќе има уникатен пристап за кој другите може да сонуваат, а за новиот филм се одлучи да се испроба во домените на акционата фентези сфера, односно Swords and Sandals, тоест Sword and Sorcery што би рекле, како подвид на фентези филмовите и да направи негов Beastmaster, односно да го ремейкува истоимениот филм Dead Stalker од 1983 година низ неговата призма. Во филмот Кралството Абраксеон е под удар на Дредитис, наследниците на волшебникот Некроменон, а Dead Stalkerот е вовлечен во приказната со наоѓање на амулетот со мрачни моќи, кој може да му послужи во спасувањето на светот. Значи, херојска авантура со кршење на кичми на секое надприродно битие кое ќе му застане на патот на Dead Stalkerот и неговата свита која го придржува. Го вклучив фентези филмот бидејќи има прекрасна шминка, односно практични ефекти на суштества и кукли кои го носат духот на 80-тите и во 2026 година. Секако дека некои од нив изгледаат смешно и делуваат ефтино, ама секое практично решение против кликање за мене е победа во жанрот. Филмот играше на доста фестивали, од Локарно до Fantasy Film Fest, Beyond Fest, Split во Монклер на Фантаспоа, пред Shout и Raven Banner да ни го достават за гледање. Така што мрачен, епски фентези поход за спас на кралството. Четврт филм за денес е The Plague, кој се прослави на South by Southwest од страна на режисерот на овој филм, кој го режираше тогаш Fuck Me Richard, ако не се лажам, и има само кратки работено пред да го сними првиот негов долгометражен филм и почна работи на адаптацијата на The Mask of the Red Death на Едгар Алан По со Майки Медисон и Леа Сейду, која сите ние ја чекаме. А за првиот негов долг филм ги тенчаше границите на жанрот и пливаме во трилер водите и тоа што американците го нарекуваат хорор adjacent, односно сродство на хорор жанрот. Во него тинејџер ќе биде затекнат насреде сурова хиерархија во кампот за ватерполо, каде има постојан булинг од страна на популарниот дечко од тимот, кој знае да застрани и омаловажи еден нивен врсник за кој ќе говори дека има лепра и секој што ќе го допре ќе се инфицира.
Што би рекле ние во детските игри, ти си шуга, само што е пренесено во филмски облик со елементи на врсничко насилство. Така што прекрасно е доловена динамиката на стадото деца, каде сите слепо застануваат зад овчарот, не сваќајќи дека тие утре може да бидат негов предмет за исмев, но денес не се и со друг ќе се подбиваат сите. Токму поради тоа што хорор елементите од инфицирањето скоро и да не се земени предвид и секундарни стануваат наспроти подреденоста на децата, што според мене е промашена можност, особено во создавање на кошмарните привиденија, го дистанцира од самиот жанр. Джоел Еджертон глуми во филмот меѓу возрастните, а тој се прикажа на Канскиот филмски фестивал, потоа играше на Фантастик Фест, Ванкувер, Чикаго, Монтклер, Стокхолм, Палм Спрингс, односно на бројни американски фестивали се најде помеѓу останатите драми, иако жанровските љубители се тие кои го препознаа пред се неговите квалитети, па затоа AFC го откупија овој филм за да се доближи до нив. Стивен Брекон го сними на 35 мм филмска лента и има прекрасни кадри во пресовлекувалните и околу базените. И петиот филм за денес кој ќе го анализирам е Обекс, односно во режија на Алберт Бирни. Тој е луд режисер од Балтимор, дел од гардата на автори на бизарни филмови со автентична естетика, кој со Кен Такер Одли го режираше одличните Силвио и Strawberry Mansion, а со други режисери има режирано The Beast Pageant, Tucks and Funny и Eyeballs in the Darkness. Тоа значи дека во прашање е автор од американската независна жанровска сцена, кој сними еден what the fuck авантуристички фентези филм, во кој Конор Марш живее осамен живот со своето куче Сенди, се додека еден ден не почне да ја игра играта Обекс, една нова интерактивна компјутерска игра. Кога Сенди исчезнува, линијата помеѓу реалноста и играта се замаглува и Конор мора да се осмели да се впушти во чудесниот свет на Обекс за да го врати дома својот миленик. Режисерот го глуми Конор, ликот кој ќе дозволи да се создаде лик на компјутерската игра врз основа на него, значи негов репликант, и започне авантури во компјутерскиот свет кои се послужуваат со фентези тропите на хероите, со ретро естетика на видеоигрите и неколку стравични визии, така што тука се тенчат жанровските конвенции, каде се влегува и излегува од хорор жанрот и појави своевидна интермедијална спојка со светот на видеоигрите. Осцилоскоп на Елајджа Вуд го дистрибуира овој филм и тие беа причината зашто го гледав, затоа што знам дека кога селектираат филм зад кој ќе застанат, ќе биде авангарден на некое рамниште, а во случајот на Обекс, иако се гледаат недостатоците на буџетот во кадар, морам да признам дека тоа се одлики и на неговиот шарм. Имаше силен старт на фестивалскиот живот на Sundance, кој го напомена во епизодата за фестивалот мијатата година и потоа играше секаде, од Чикаго, Сиднеј, Чатануга, Фантежа, Солун. Одличен спој на фентези видеоигри и хорор жанр, каде настануваат бизарни меѓусветови кои се уникатни за Обекс. Правиме тука една кратка музичка пауза, односно во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме најагресивните бендови кои ви ги издвоив за денес, односно ги слушаме Wraith, мелодичните black metal фанатици од Скандинавија, кои го издадува нивниот нов албум Loving the Dead и композицијата од него ќе слушнеме The Skies Turn Black. Потоа се движиме понатаму во black metal водите со Necrofire и композицијата Fires of the Apocalypse, Light My Path, односно првиот сегмент од оваа троделна партитура од нивниот нов албум Transcend into Oblivion. Потоа преминуваме во Dead Metal водите и тоа транзицијата ќе ја направиме со Temple of Void и нивната композиција Poison Icon, односно станува збор за творба која се наоѓа на новиот албум The Crawl и во прашање е еден Dead Metal бенд со Doom елементи и во таа спрега ќе се навратиме за крај на еден култен Dead Metal бенд кој е на зачетоците на самиот жанр и тоа како има придонесено за поставување на неговиот бедем, односно слушаме композиција од Monstrosity. Тоест ја слушаме Atrophied, која се наоѓа на нивниот повратнички, односно нов албум Scream from Beneath the Surface. Така што уживајте во екстремниот музички блок и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за преостанатите 5 филмови
кој се појавија во првите 3 месеци за 2026 година. 2 петоци 13 преживеавме во февруари и март, така што сите услови беа исполнети за да имаат повод дистрибутерите на хорор филмови за објавување на квалитетни остварувања овие месеци. Така што до крајот на емисијата ви издвоив уште 5 филмови кои сметам дека го заслужуваат вашето внимание. Шестиот филм за вечерва е Twisted во режија на Дарен Лин Боусман, еден мајстор на жанрот, режисерот на Пила 2, 3 и 4, најдобриот мюзикал Rip од Genetic Opera. Потоа негови се Mother's Day, The Devil's Carnival, The Barons, Abattoir, Saint Agatha, Spiral from the Book of Saw, Dead of Me, The Cello и моментално работи на The La Laurie Mansion. Човекот кој во 2000-тите беше поим за торчер хорор филмовите, откако се дистанцираше од серијалот Пила, вади мали филмови кои дел од нив имаат некој позначаен удел, а дел од нив се генерички и заборавливи. Да се надеваме дека новиот филм ќе биде дел од првиот асортиман, во кој две миленијалки изнајмуваат станови во Њујорк, а потоа ги препродаваат небаре се во нивен посед на нови купувачи кои не знаат дека се измамени од девојките. Измамата функционира брилијантно, се додека не наидат на собственик на стан хирург, кој има една мрачна тајна која не би сакал светот да ја дознае, па ќе реши тој да си поигра со измамничките и ги стави под своето сечило. Лорен Лавера од Terrifier и Мија Хили се измамничките во овој филм, кој е навраќање на тие убаво снимени среднобуџетни хорор филмови, какви добивавме постојано во таа деценија и еден по еден исчезнаа овие филмови. Со себе ги понесува интензивните бои во кадрите на Бела Гонзалес и транзициите кои се белек на неговата естетика, ама мал број има на локации, ликовите го затвораат филмот во раст и немањето на порадикален пристап му го ускратува гласот за да биде слушнат. Секако има отворени черепи од страна на хирургот кој се замислува бог на лик Пила 4 кој што можеме и погледнеме. Убаво е да се види логото на Twisted Pictures, ама не се доаѓа толку лесно денес до инвеститори, очигледно, па затоа има десетина копродукции кои што да филмот на крајот на денот пак заврши директно на платформата на Paramount, каде постои можност да биде заборавен овој бисер на залоснетите 2000-ти. Многу ми се допадна иницијативата на Дерен, што ја има со својот продуцент, кој е активен на социјалните мрежи, каде развива паралелно две сценарија и го документираат процесот на пичинг на студијата и се надевам дека некој од нив ќе биде сработен, иако тагувам зашто не беше одобрен неговиот третман за Пила Fight Club филмот, кој на хартија ми делува многу епски. Седмиот филм за вечерва е Redux во режија на Кевин и Метју Макманус. Инди хитот The Block Island Sound е филмот зад кој што тие двајца се потписници. Тие снимија уште еден независен инди SF хорор филм во кој Ирена Кели патува низ паралелни универзуми, постојано убивајќи го убиецот на незината ќерка. Таа патува со една фалична машина за патување, барајќи свет во кој ќерката не е киднапирана и убиена, а компликациите настануваат и во пресметките со убиецот, но и при инволвирањето на сервисерите на машини за патување низ времето. Во секоја итерација брутално е прободен или застрелан убиецот, меѓутоа Ирена е лик кој е заглавен во процесот на непомилување и поврзување на одмаздолюбието, што не може да оди напред во животот и единственото нешто што знае да го убива убиецот. Само тој преостанува во тагувањето. Ален Гвиздовски го снима и овој филм. Синтвејвот е на Пол Коши тука. Филмот растури на фестивалите, започнувајќи South by Southwest, играше на Fantasy во Сиднеј, во Fantasia, на Screamfest, Sitges Split, дистрибуиране од Saban Films. Цел свет кој знае браќата во жанровските води и со нетрпение чека ново нивно дело. И не разочараа и со овој филм, кој не беше атмосферичен како и првиот нивен филм, напротив се наклонија на акционите сегменти, што го бараше на имено сценариото. Само не знам дали во иднина некојаш ќе излезат од тој low budget со висок концепт и добијат повеќе играчки за играње. И да останат во рамките на Redux, јас ќе продолжам да ги гледам и промовирам нивните филмови, затоа што земаат разбирливи тропи и ги чинат со нивен своерачен подпис.
Осмиот филм за вечерва е 28 Years Later, The Bone Temple, орежија на Ния де Коста, авторката на ремейкот Candyman, потоа нејзине The Marvels и Хеда, моментално работи на The Water Dancer, филм за завојување од Јуки мистериозната моќ на робот, ремейк ќе работи и на Sleeping with the Enemy, односно култниот еротски трилер за лажната смрт на жената за бегство од бракот со сопругот. Искрен да бидам, немам придено на филм со толку омраза како што придов кон 28 Years Later, The Bone Temple, без разлика на тоа што сум голем љубител на серијалот со кој што сум израснал и се оформил како човек и како вчера да беше кога Силијан Марфи шеташе низ празен Лондон во оригиналниот филм, ама која го избрка Дод Ментал и донесе свој снимател Ния де Коста, мисле дека ќе биде упропастена франшизата, затоа што режисерката се што има допрено упропастила барем до сега. За среќа Алекс Гарланд има напишано одлично сценарио, во кое наготово и ги даде ликовите од претходниот филм и максимално искористи за нивниот сооднос во зомби апокалипсата, каде преживеаното момче Спайк се соочува со бандата на реанимајковци Джимиевци и доктор Келсон ќе се здружи со алфа зомбито и ќе тестира на него теорија со која што комплетно ќе го промени серијалот, затоа што ќе дознаеме што гледаат зомбијата и при тоа се најде начин за третман на нивната психоза. Радикално решение кое повеќе од потребно беше за ревитализација на серијалот, кој исто како во 28 Weeks Later беше даден на друг режисер. Изгледаше поконзистентно тој филм со серијалот, толку овој отколку нели овој генерички визуелен приказ на Ния де Коста, која го анулираше естетскиот белег кој окраси пред се серијалот, но за жал не ги врати саканите пари на бокс офис и благодарение на него ја загрози иднината на новата трилогија која треба да ја затвори Дени Бойл како што доликува. За буџетот од $63 милиони на Sony и Колумбија во светски рамки едва и 57 милиони собра, така што иако има одлично сценарио, пробудување на луѓе меѓусебно реализирани во филмот, имаме дерење на кожа, уникатно решение за зомби катаклизмата и беше врзан со основата на серијалот. Можеби беше пребрзо прикажувањето во кино година за година од претходниот, па да се презасити публиката. Не знам. Се надевам дека ќе се соочат од Sony со непредвидените избрзани одлуки, ќе остават простор и го вратат тројката на Дени, како што 28 Years, например, заработи 150 милиони, бидејќи се остави вакуум меѓу филмовите и се појави потребата за враќање на самиот жанр. Ќе почекаме трпеливо, ремек делата не треба да се брзаат, а Bone Temple секако дека ќе се памти по култната сцена на танцот на Ралф Фајнс на Number of the Beast, една прекрасна чест која што се оддаде на великаните Iron Maiden. Деветиот филм за вечерва е Хоуги, во режија на Мет Хјуит, кој снима екстремни low budget филмови. Негови се и на Godly Way и Daddy's Boys, кои се неколку од среднометражните филмови кои што ги има работено, и има режирано неколку кратки филмови. Така што хорор комедијата Хоуги му е неговиот прв долгометражен филм кој се разбира дека ќе биде работен во духот на неговите low budget филмови. Имено сработен е со $10,000 буџет. Во него мистериозно јајце содржи едно палаво суштество кое може да даде голема моќ, односно да оствари желба на тој што ќе го поседува и пред се ќе го измолкне од него. Брендан Бин е избраникот кој ќе го набави бизарното суштество и набрзо се развива пријателство помеѓу нив и кога своевидна групација најде, да ги наречем условно кажани Proud Boys, ќе се обидат да го запосенат Хоуги, ќе започне гмечењето на нивните глави. Очекувајте комедија од рангот на Гулис и Гремлинс со оглед на инволвирањето на куклата, само како би бил направен од страна, например, на една продукција како Трома, затоа што има доста невкусен хумор, голотија, телесни течности, месести портали во пештерите кои нудат погледи во други димензии и по некој пролив во раќаница.
Затоа и сметам дека треба да ве предупредам за содржината на овој филм, кој е пандан на треш естетиката на 80-тите и може да се вброи во делата кои се аналогни на филмовите со куклите на Костенски, например, за кој ви говорев во емисијата. Играше на Another Hole in the Head фестивалот и го дистрибуира Turkey Buzzard. Гнасна хорор комедија, препорачливо исклучиво на љубителите на треш хорор филмовите. Ако не знаете како се гледаат и ценат овие дела, не се ни обидувајте да го гледате. Јас не преземам одговорност за последиците од гледањето на Хоуги. И последниот филм за вечерот за кој што ќе ви говорам е Dead by Dawn во режија на Давид Тороне, кој е полски режисер кој претходно работеше на една полска серија и ова е неговиот прв долгометражен играфилм, барем јас колку што сум запознаен, правејќи полски слешер, филм со джиало естетика, аналоген на култниот Stage Fright, дури и на сценаристичко рамниште, бидејќи актери кои вежбаат во мистериозниот театар Хајзенхоф се соочуваат со смртоносна закана кога се појавува еден маскиран убиец кој ги расчеречува еден по еден убиства кои се составен дел од еден окултен ритуал. Ја напоменувам джиало естетиката затоа што најпрвен убиецот има иконична маска со лице со многу очи, по која што дефинитивно ќе се памти филмот, може неја да ја забележите уште на плакатот. Потоа, љубовта кон делата на Арџенто е повеќе од очигледна, не само поради крвопролевањето, со вибрантната црвена боја се користат интензивни светла во основните бои во кои се осветлуваат интериерите и дури и се прави една директна алузија со помош на иглите кои се лепат под очите, метод кој е синоним исклучиво за опера од Арџенто, но и во овој театар се држат до мотото дека нема театар без аудиториум од наблюдувачи. Има сечење на вратови со сатори, моторни пили, наденати очи на шила, многу ликови за една употреба кои треба да се елиминираат во ритуалната изведба на представата. Има дури и неколку коментари за PG-13 филмовите, така што се обидува еден метатекстуален, односно еден зафат постмодернистички за реферирање кон самиот жанр. Меѓутоа, боговите се гладни и им треба жртва. Секоја чест за кинематограферот Михал Пуковиец, кој докаже зошто појаците имаат најдобро око за филм во Европа, кадрирајќи одлични сцени за паметење со флуидно движење на камерата околу жртвите. Филмот играше во Брисел, на Скримфест, на Гринфест, а го дистрибуира The Coven и Хрома. Опасен слешер е Dead by Dawn, со сите джиало нишани за убивање на актери на штици што смрт значат. За Hill, односно The Good Boy, или како и да го условуваме филмот, нема да ви говорам денес, иако заслужува да биде на оваа листа, затоа што сметам дека посоодветно е засебна епизода да добие новиот филм на Јанко Маса во видеологија, таму кај што се наоѓаат и неговите останати филмови, така што тие што ја слушаат оваа епизода имате ексклузивно инфо кој филм наредно ќе го анализирам во мојата YouTube емисија, иако има доста хорор елементи кои многу лесно би го направиле да биде составен дел од оваа селекција, со заробеништвото и репрограмирањето со соочувањето со стореното насилство од страна на еден од ликовите. За крајот на оваа емисија ќе ја слушнеме втората партитура, односно вториот сегмент од Shadow Arc свитата на клавиатуристот Стив Бланко од Триумфанат, односно една black jazz творба која што е синоним за убавината на хибридот кој го нуди спојот помеѓу джезот и black metal жанрот. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 641-иот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не се задоволувајте со филмските медиокритети. Чао!